Мора да упатам едно извинување до припадничките на понежниот пол што не гледаат. Прво имам реакции дома од жена ми, а второ имав ми еден коментар незгоден на YouTube. Стално викаме, знаете, излажија жената, легнија нека си спие, гледа си фудбал, али има и такви што сакаат и што пратат спорт. Кај мене у фамилија не е таков случај, затоа така се зборам. Али до тие што се такви, што гледаат барабар со нас машките, едно извинување. Требаше да почнеме со честитка за кошаркариве, али како да честиташ изгубија 12 разлика од Романија. Еј, да ти биде успех, дека не си изгубил 14 од Романија. Како и да е, си тргнавме по стар пат. Први сме у предквалификации, ќе си идеме у квалификации сега, лека полека па ќе стигнеме и до европско, до светско, има време. Дечки, здраво, петок и време да си направиме по некој клелничарски муабет. Поминаа првите надпревари од осмина финалето од Лига на шампиониве, што прогнозиравме, како тргнаа, што да кажеме. Али тоа е нокаут фаза у Лига на шампиони. Никад ништо не се знае. Од кај да почнам? Земете ги пример Тотенхем, Дортмунд. Тотенхем се мучат во Англија, не можат да стигнат до врв никако. Дортмунд газат цела сезона, отиде у Лондон, 3-0 ги на пеналија. И сега ќе бркаат вакво на реванш. Ако се лажеме, ќе добркаат. Од друга страна па, Бајерн цела сезона се мачи, Ливерпул гази, играат 0-0. Значи, крај не можеш да фатиш надпревариве. Лион и Барселона заедно преку 100 гола имаат дајана годинава, у 23-4 кола, се играат еден против друг, 0-0 завршува. Сите што бркавме 3+2+, пепел. Јувентус ќе освојувале Лига на шампиони. Си отидол у Мадрид, Диего Симеоне направи тоа што направи, срамота е сега да покажуваме, мислам дека сите го видовте. Сега следува реваншот у Торино. Сите се ситат, Јувентус обично ствара навијачи на други клубови, нормално, мислам дека се најомразени тука негде се со Реал Мадрид, и како се створија у средата која изгубија навијачи на Атлетико, па тоа шеруваат по Фейсбук, по Инстаграм, по Твитери, вака така Симеоне направил онака, али ја пак ќе кажам, јас си го слушам Алегри, стар лисеце, кажа дека во Торино нема да им биде лесно на Атлетико. Плюс, лани само ќе ве подсетам дека навијачиве на Реал од кај 60 до 90 недостапни беа 0-3 кога беше на Сантиаго Бернабе. Така да ја не би ги отпишувал прерано на Јуве. Едини што завршија работа се Сити и Реал Мадрид. Реал си тепа со Ајакс у гости, Сити со играч помоцен си го тепа Шалке. А на полувреме па сите се понадева овие што ги мразат. 2-1 беше, црвен картон за Сити, али Гвардиола не се зафркава годинава издеа у Лига на шампиони. Има 3 недели до реваншите, така да ќе почекаме и ќе видиме, ќе си направиме тогаш мала прогноза кој може понатака, кој не. Многу ќе зависи у каква форма ќе бидат у меѓувреме. Ако некој од вас пратат баскет поише и ако се кладат, мислам дека ќе се сложите дека овие од ФИБА се скроз мрднати. Значи, у исто време има и квалификации за светско првенство и Евролига. И сега играчите што играат у Евролига клубовиве, што се уствари најквалитетните, не играат за своје репрезентации. Па таму е карма каша, не знаеш кај кого, кој игра, како игра, дали не игра, така да пазете кога типувате на квалификациите. Многу луѓе сакаат да се воведе вари во Лига на шампиони и останатите првенства, али јас според мене ќе треба минимум уште едно 3, 4, 5 години за европскиот фудбал да се навикне на нова технологија. Друго е кога гледаш америчките спортови, ни некој плаче, ни некој бара, прегледај, види, чекај, а некој падне одма тројца се дерат вар, тренери и шепотат уво на тие линиските суди. Значи, треба да се научат. Како си е у Америка? Никој не се буни, си има суди што си гледаат, ако треба нешто ќе сигнализираат. Овдека дури да се навикнат на таква пракса, ќе пројде време и само ќе го гледаме судијава како му се дерат сите одеднашка. Најинтересни се шпанскиве тимови. Тие уште не паднал некој со фаул, више има тројца, четворица задолжено директно да трчаат на кај судијата. Значи гледаат дека може да има фаул и они не идат кај што е топката. Побрзо до судијата за да може притисок да му извршат. Абе каде бе луѓе? Али ова коло медаљата за Оскар мислам дека ќе ја земе Бонучи од Јувентус. Па човекот како легна, па зирка со едното око, мисли дека никој не го гледа, па кога виде дека си прибија гол, почна да лежи да се тркала. Дечко, па има 700 камери на стадион, бе човече, те гледа цел свет. Срамота е веќе така да се прави.
До кога ќе треба за да се научите? Многу од муабети, нема фајде. Знаете зашто сме тука? Да си направиме тикет да се фатиме за работа. Викендов, билтенов ако не сте го зеле, да не се повтарам секој петок, знаете дека е бесплатен и дека може да тркнете до најблиска кладилница да си го лапате. Прво, читате напред, после си вртите да си правите ливчиња. За викендов решивме ќе направиме само англиски тикет. Знаете дека кеј ми прават англичаните, а имаме и баја ги интересни утакмици. Одма тука, без многу да кажуваме, мислам дека има една од утакмиците што ќе реши сезонава. Манчестер Юнајтед, Ливерпул. Недела, 3 на ручек. Значи тука друго нешто, освен гол 3+ да изиграм, не ми паѓа на памет. Значи 2-0-0-7, гол 3+. И двете екипи доаѓаат од Лига на шампиони, кај што Юнајтед си изгуби од ПСЖ, Ливерпул реално разочара со Бајер Минхен, сите очекуваа победа дома да направат. И овдека се е шанса, ако тепаат у гости на Олд Трафорд, кај што ќе биде многу тешко, ќе направат можеби најголем ишчекор за титулата у Англија, што ја чекаат 200.000 години. Од Премиер Лига ги мислев, ќе скокнеме. Ќе си ги ставиме Арсенал. Ема, сега Лига Европа си проигра следно коло глатко со Бате Борисов. Значи 2-0-0-8. Ова ќе оставиме чискец. У исто време си играат со Ливерпул. Чемпионшип. Според многу и според мене најтешкото првенство на свет. Значи, може не е најквалитетно, да не се лажеме сега, али у секој случај најдобра втора лига и најтешко првенство годинава. Видете табела, првите 4 екипи се у 3 бода разлика. Значи, тука знаете дека Лидс ги фаворизирам стално, али сега ова коло ќе ги прескокнеме и имам одбрано 2 утакмици. ВБ со Шефилд Юнајтед, 2-1-1-3, гол 3+, пошто и двете се од први 4 и мислам дека тука ќе има убаво колење на терен, а у наледни се Норвич. Значи 21-0-8, тука ќе одиграме чискец. Норвич игра дома со Бристол Сити и сега ќе начекаат прилика овдека кој ќе изгуби да го елиминираат у борба за првиве места. Си избрав една и од Англија 4, тука многу нема да филозофирам. Си ги гледам кој дава многу голови и прима, си ги ставам 3+. Тука Бури Олдхам. 27-62. 3+. И ја би одел и вака на тикет со 5, а ели имаме интересна утакмица, а тоа е кај Лига Куп финале. Челси со Сити. Како заврши прошлата 6-0 за Сити, значи ова без проблем ќе си ја запишеме 2 и 3+, и Сити да си го лапаат првиот трофеј годинава, а у Маурицио Сари изгледа после оваа утакмица дека ќе ги пакува куферите. Ќе видиме сега колку ќе искочи коефициент, ќе прерачунаат таму да не изигравам ја Дигитрон на памет, а вие нормално, значи кога више не гледате, кога кликате, коментирате, дајте некој предлог и од вас. Не мора да е само од англичани, ако имате некоја од другиве првенства, слободно прифаќам и ќе ја укомпонирам у мојот етикетчиња за викендов. Ако приметивте, не се бричам, а имам кладба со колегиве, не смеам да се избричам, дури не фатам тикет, така да овој како сум го смислил, пошто ме чеша брадава, мора да биде добите на овој викенд. Пратете си го, изиграјте си го, ќе лапате и вие пари. Се гледаме другиот петок. Чао!